денешен ден во 1505 година починал рускиот владетел Иван III Василевиќ, наречен Иван Велики, кој ја направил Русија моќна држава. Во 1480 година ја ослободил Русија од монголските власти. Почнал со изградбата на Кремљ во Москва. На овој датум во 1553 година бил запален шпанскиот лекар и теолог Мигел Сервето. Тој открил дека крвта во црниот дроб циркулира преку десната комора на срцето. Неговото напредно учење било прогласено за ерес. На овој датум во 1728 година е роден англискиот морепловец Джеймс Кук, наречен капетанот Кук, најголемиот истражувач на Тихиот океан. На денешен ден во 1782 година во Џенова е роден Николо Паганини, италијански виртуоз на виолина и композитор, познат по својата мајсторска техника. На овој датум во 1806 година францускиот цар Наполеон I Бонапарта по победата кај Јена над Прусија го зазел Берлин. На денешен ден во 1811 година е роден американскиот пронаоѓач Ајсак Мерит Сингер, која направил првата машина за шиење за масовна употреба. На овој датум во 1858 година е роден американскиот државник Теодор Рузвелт, председател на САД од 1901 до 1909 година и добитник на Нобеловата награда за мир. На денешен ден во 1867 година италијанскиот револуционер Џузепе Гарибалди го почнал маршот на Рим за да го ослободи градот од папската власт. На овој датум во 1898 година во Велес е роден Димче Зогравски, македонски револуционер и општествено-политички работник. На денешен ден во 1920 година во Битола е роден Стефан Наумов Стив, народен херој на Македонија и борец за нејзино ослободување од фашизмот. На овој датум во 1978 година египетскиот председател Анвар ел Садат и израелскиот премиер Менахем Бегин ја добиле Нобеловата награда за мир. На денешен ден во 1994 година фестивалот Охридско лето бил примен во Европската фестивалска унија. На овој датум во 1998 година Герхард Шредер ја презел должноста канцелар на Германија, наследувајќи го Хелмут Кол. На денешен ден во 1999 година вооружени напаѓачи упаднале во парламентот на Ерменија и убиле 9 луѓе, меѓу кои и премиерот Вазген Сарксијан. На денешен ден во 2005 година во предградие на Париз избувнале нереди што се прошириле низ цела Франција, при што биле уапсени 4500 лица. На овој датум во 2011 година Европскиот парламент ја доделил наградата Сахаров на активистите од арапската пролет.